24 април и 8 мај и официјално граѓаните на Македонија излегуваат на долго очекуваните избори. Новиот парламентарен спикер Митрески денеска во 17 часот попладне ќе го потпише решението за распишување на претседателските, но и парламентарните избори. За 80 дена граѓаните ќе ја имаат моќта во своји раце и ќе решат кој ќе биде новиот претседател, кој ќе ја има власта во собранието и кој ќе формира влада. Според политичкиот договор постигнат помеѓу партиите, првиот круг од седмите претседателски избори ќе се одржи на 24 април, а вториот заедно со 11-тите парламентарни избори на 8 мај. Потпишувањето на правниот акт со кој се распишуваат изборите ќе биде денеска во 17 часот. Председателот ќе ги распише и претседателските и парламентарните избори. Откако ќе ги потпише решенијата за распишување на изборите, Митрески треба истите да ги проследи до Државна изборна комисија, која според изборниот законник треба да усвои роковници. Со тоа почнуваат изборните дејствија. Според изборниот законник, владата, собранието, односно сите институции, треба само да работат на одржување на системот и спроведување на веќе започнатите проекти, вработувања и слично. Од денес до завршувањето на изборите, со државни пари не смее да се отпочне изградба на патишта, објекти за општествени дејности, водоводи, далноводи и друго, освен ако за таа намена претходно не се обезбедени средства од буџетот. Не може да се вршат исплати од буџетски средства. Нема да може да се започне постапка за вработување. Министерството за финансии, 2 недели по распишувањето на изборите, поднесува предизборен финансиски извештај во кој ќе биде опфатен преглед на сите планирани и реализирани приходи и расходи од буџетот. Кампањата за претседателските избори се очекува да започне на почетокот на април, тогаш и ќе се распушти собранието. Се очекува кампањите за двата изборни процеси да се поклопат.